Кога се појави на музичката сцена, првото што ми остави впечаток е зошто презимето го подпишува со 2 Н. Даниел Дан, гостим во нашата студија. Добро дојде. Здраво, добро ве најдов. Благодарам прво за поканата и за интересната најава. Зошто се 2 Н? Од секогаш сум се прашувала зошто се подпишуваш Даниел Дан НН. Претпоставам дека поголем дел од јавноста знае дека всушност Дан не ми е моето вистинско презиме, Стојмановски се презиме всушност. Дан е, да речам, артистично презиме, односно презиме кое што требаше на некој начин да се одвојува од сите останати и да може да ме препознаат многу полесно, да речем, заради тоа што на почетокот кога се појавив како Стојмановски многу мина го греша. Им беше предолго, дали е со Ј, дали е со И или со В. А Дан ми остани како надмек, значи најблиските пријатели знаеа да ме словуваат како Дан. И речев дека Даниел Дан звучи интересно и може да биде лесно препознатливо во она што го работам или значи музичкиот шоу бизнис. Зошто 2 Н? Доколку ставиме на англиски како Дан само, најчесто ќе го читаат Ден, нели, транскрипција, така да затоа всушност има уште едно Н, а и во нашиот регион, да речеме, во Македонија, пак има интересно заради тоа што е со 2 Н. Па ете, често и луѓето даваат многу поголем акцент на тоа зошто е со 2 Н, па претпоставам дека од таа страна им е полесно и да го запамтат. Ова некако му доаѓа како потеркот на светските музички звезди. Имаше ли ти конкретно некоја инспирација? Конкретна инспирација не, меѓутоа уште од самите почетоци кога започнав со музика, интенциите беа да работам и музика за надвор од Македонија, основно за да речем за тој светски пазар, односно да снимаме песни на англиски. И токму затоа всушност Даниел Дан како Дан или преференцата ја поставивме така затоа што сметавме дека многу полесно луѓето ќе можеби ќе посака да го слушнат тоа што ние имаме да им го дадеме. И морам да ти кажам дека успеа во тоа. Благодарам. Значи добро било. Она што ми е интересно за тебе дека ќе се појавиш на музичката сцена, па ќе те нема. Па повторно ќе се појавиш, па ќе те нема. Но за тоа малку потоа, затоа што лани ја сними песната Sunshine со Марга Сол, дури годинава го видовме видеото. Ајде прво малку за песната. Со кого работеше на песната? Значи, песната всушност авторско дело на Марга Сол. Да речем дека и нејзина беше конкретната идеја да го гостувам на нејзината тема, бидејќи Марга Сол фичеринг Даниел Дан Sunshine. Марга е познат диџеј и продуцент. Не се знаеме многу одавно, меѓутоа соработката едноставно времето можеби не било токму сега, токму во период да соработуваме. Минатата година слатавме во контакт и решивме дека Sunshine е можеби вистинскиот сингл со кој што би требало да на некој начин да ја означиме нашата првична соработка. Ја снимивме уште кон почетокот на летото. Чекавме некако спотот да успееме да го снимиме уште минатото лето за да можеме заеднички да ја промовираме со спотот, меѓутоа плановите малку се изместија. Ако добро се сеќавате минатата година и забраната за македонска музика малку ни го отежна патот во однос на промоција и на самата песна, а и на спотот. Без разлика што станува збор за тема на англиски, сепак станува збор за песна од македонски автори, така да забраната мислам важеше и за оваа песна. И мислам дека затоа и некако се пролонгира работите, спотот го снимавме малку подоцна, значи негде месец октомври. И некако природно беше да чекаме да дојде лето, односно да имаме сонце за да промовираме Sunshine, бидејќи некако во зима и мислам дека не одговараше периодот. Интересна музичка приказна, спакувана во супер видео, за кое што знам дека исто така имаш интересна приказна. Многу статисти, сите во комбе и ајде во преспане снимање. Како беше тоа? Првичната идеја беше да го работиме спотот со друга продукција, меѓутоа на крај некако плановите се променија и конкретната приказна, значи ја снимивме со XB продукција, односно главен камерман и режисер беше Бошко Столич. Го снимавме во Преспа, снимавме со многу статисти, голем дел од нив беа наши пријатели, голем дел од нив исто така беа дел од модното студио Црнокрак. И едноставно направивме убава забава на кребеџето на Преспа, се снимаше на плажата на Galaxy Beach. Мислам дека го се поминавме, на крај крајот тоа е оно што го бара самата тема Sunshine, значи да биде едноставно една летна приказна забава,
би искористил приликата да поздравам и Николина, која што всушност ја има главната улога во спотот. Ќе ја видат оние кои што се уште немале можност да го погледнат спотот. Крајниот продукт, да речем постпродукцијата и едитувањето ни припадна на мене и на Марга, значи ние седнавме да го сработиме тоа во однос на монтажата и едитувањето. И се надам дека и крајниот продукт им се допаѓа, дека оно што сакаме да го представиме со самата композиција и со самата енергија, дека успеавме да го доловиме тоа. Ќе биде ли препеана темата на други јазици? Sunshine веќе има македонска верзија, која што Која направи македонската верзија на исто, значи авторство е на Марга, со тоа што комплетно по некоја тема има. Значи Sunshine не е препеана на тој начин, меѓутоа мој се всушност главниот насловот на македонската верзија. Песната исто така пуштена во етер, односно ја има и на сите музички онлайн продавници каде што може да ја даунлодираат, односно да ја купат од музичките сајтови. Наскоро ќе биде всушност објавен и видеоспотот за македонската верзија, кој што ќе биде истиот спот, но нели со понекоја Планирате некоја поголема промоција или ќе го промовирате на YouTube не, канал не, како што најчесто? Всушност промоцијата се случи според мене, ако ќе ми извинат доколку постои такво нешто, меѓутоа сметам дека е единствената музичка емисија во Македонија која што се емитува на националниот сервис. И решивме дека тоа е можеби најсоодветниот начин да ја промовираме. Така и се случи промоцијата. Всушност ја промовиравме токму во таа емисија и мислам дека за овој период е тоа доволно, со оглед тоа што некако можеби периодов повторно нашата естрада во Македонија се буди и работи нели на нови композиции, на нови работи. Така дека можеби наредниот проект ќе договориме да тоа биде нешто поумпезно, да речеме, и на многу поинаков начин промовирано. Ви имате во план со Марга Сол некои следни музички Да, дела апсолутно. да Значи, минатата недела веќе излезе еден мини, да речем, албум, мини сингл на еден од артистите со кој што соработува Марга, односно незината инфо продукција, каде што гостувам на една од траките. Во припрема се уште неколку песни кои што ќе ги работам заедно со Марга Сол. Всушност во најавен и цел албум, значи како заедничка соработка, кој што ќе се наоѓа во тој стил на Deep House, на House траки. И меѓутоа за тоа потоа, односно од септември ќе ги промовираме и новите песни. Сакаш да кажеш дека од сега малку почет па ќе те гледаме на музичката сцена. Зошто тие осцилации? Ќе се појавиш, ќе пуштиш песна па ќе те снема. Па Знаеш како луѓето претпоставам дека го имаат тој впечаток, можеби заради тоа што точно на почетокот кога се појави, значи работев апсолутно со многу песни, значи со многу нови издания, тоа во еден онаков, да речем, хронолошки полог период, каде што едноставно не застанував со создавање на нови песни. Конкретно 2012 некако престана мојата соработка со тогашниот Атпат, односно со Масевски. Почувствував дека ми треба малку пауза, малку удишка од некои работи, заради тоа што не бев, ајде да речем, конкретно задоволен од сите работи кои што се случувале и сите работи кои што сметам дека можам да ги понудам на музичката сцена, едноставно немав простор или немав доволно начин како тоа да го направам. И сметам дека не треба по секоја сцена само да ме има, доколку не го направам она што јас сакам да го дадам од себе. Така да тој период кој што некако се пролонгира и исполне баш малку полок, нека 4 години сигурно значи не бев активен. Минатата година ме имаше на фестивалските настапи како на Макрис и на Фук фестивал со по една песна. Со тоа што јас, нели, мислам се не го гледам како некоја се голема активност, меѓутоа сепак бев присутен, многу ми беше битно да се појавам на тие фестивали само заради тоа што јас сакам изведбата во живо. Од друга страна ме потикна и како автор да учествувам на тие фестивали, бидејќи сакав наистина своја композиција да слушнам како ќе звучи изведена во живо со ревијски оркестар. Така да и тоа беше целта, не беше целта дека ме нема долго време, па ајде да направам некоја песна колку да бидам тука присутен. Напротив, имав што да кажам, што да дадам и сметав дека тоа е тој начин на кој што треба да се представам. Она што те извегува ново како студиски од мене, всушност последната соработка со Марга, Sunshine. И тоа всушност стилот кој што планирам и претендирам да го негувам и во иднина, така да публиката или да речеме сите кои што се мои фанови, кои што го сакаат тоа кој што јас го правам, во иднина ќе може да очекуваат нешто во таа насока. Што е со спонзорствата? Се ислате ли денеска да се снимаат
видео спотови. Памтам на музичката сцена едно време се снимаа секојдневно добри спотови приближно на оние светските, а еден период немаше. Колку се плати да се снимаат спотови во Македонија и што е со спонзорството? Тоа е многу тешко прашање и апсолутно верувам во тоа дека нели секој труд на крајот се исплатува. Сам затоа и сите ние нели создаваме, затоа и не се откажуваме, односно сметаме дека еден ден сето тоа ќе имаме можност да ни се врати. За жал влогот во бизнисите кој што го работат ова знаат дека не би се на голем. Зборам пред се работи за голем тим на луѓе кои што треба тоа да го сработат за да нештото изгледа квалитетно. Со самото тоа јасно не е на сите дека цената едноставно е многу поголема, бидејќи сите тие луѓе заслужуваат хонорар за она кое што го прават, нели за да биде како што треба. Крајниот проблем да го наречеме тоа што кај нас во Македонија многу малку имаме простор каде што можеме да настапиме, па дури тие настапи да речем да финансиски ни одговараат, односно да ни овозможат година да вложиме повторно во некој нов материјал. Тоа е според мене најголемиот проблем, иначе голем дел од моите колеги сум свесни сме сите дека се големи ентузијасти, дека работат дури и она пат кога не имаат голем фидбек финансиски. Еве, токму сега е прашањето следно што сакав да ти го поставам, а ти веќе го начна, велиш им многу малку настани има каде што ние можеме да настапиме и ставот на повеќето пејачи кај нас е дека кога се случуваат тие фестивали и поголеми настани, секогаш главните звезди на тие вечери се од регионот. Дали од Србија, дали од Хрватска и многу поретко нашите музичари. Сметаш ли дека треба да биде малку поинаку? Апсолутно сметам дека треба да биде поинаку, но пак нешто е малку поинаква тема која што и не знам дали се плаќаат големи пари за настап на некоја регионална звезда, а нашите пејачи се најавени како поддршка на целата таа приказна. Ќе речам дека тоа сепак на крајот до самосвесноста на организаторите и на оние кои што, ајде да речем горе, како организираат ивентот или настанот. Што и да е на нивната перцепција за тоа што е квалитетно, за нивната перцепција за тоа што е уметност и за нивната перцепција за тоа што они сметаат дека е забава или нешто што би требало нашата публика да е забавало. Затоа велам дека тоа прашање ми е малку, не знам, можеби многу покомплексно и многу на полга тема би разговарале на тоа, бидејќи на крајот на краишта секој ден си има свој избор што сака да слуша и што е тоа што сака да ми го презентира. Она што фали, да речем, ако можам така да се изразам во нашата сфера е можеби многу поголема медиумска поддршка. Сега чевите повторно се создаваат нови медиуми, се обидуваме нели да има нови проекти, нови телевизиски проекти, меѓутоа свесни сме дека изминатите години апсолутно фалеше тоа. Значи едноставно немаш доволно телевизиски проекти, немаш доволно телевизиски простор или медиуми кои што на некој начин ќе класифицираат што е тоа што е квалитетно, што е тоа што не е квалитетно. И тука некако се губи целата ориентација можеби на публиката, бидејќи да, окей, публиката секој се има последниот збор, но сепак некои работи едноставно мора да пројдат низ одреден филтер, односно низ музички уредници, зборам на уредници кои што си ја знаат својата работа, нели кои што се етаблирани во таа област, за да може да кажат дека ова е добро и зошто е тоа добро. Знаете, кај нас изминатите години скоро да не постои музички критичар кој што мислам, јас сериозно би сакал да слушам добра музичка критика за тоа што го правам, за моето дело, без разлика, за начинот на пеење, за продукцијата која што е создадена во последната песна, за мелодиската линија, за склопеноста на аранжманот, за начинот на кој што е изрежиран на спотот, за начинот на кој што е сниман. Има тука многу детали кои што едноставно можеби обичниот народ и не ги перцепира на тој начин, а според мене сепак потребно да има квалитетен кадар, квалитетен човек критичар кој што сето тоа ќе го посочи и ќе го презентира на публиката, кој што на некој начин да речем ќе ги поттикне сите вредности на малку повисоко ниво. Критиката почесто се случува во театарската уметност отколку па дури и таму, да. Па дури и таму недостасува можеби. Сегде недостасува. И кога стана збор, кога ќе споменам критика, значи не мислам на критика во однос на тоа дека секој треба да се критикува што е лошо. И позитивна критика. Напротив, дури тоа што е лошо, да, меѓутоа тоа треба да биде изнесено на начин како да го подобриме. На тој начин сите меѓусебно се подобруваме и се обидуваме да она што го работиме или станеме подобри. Бидејќи секоја критика која што е добронамерна апсолутно влијае на следниот продукт.
и јасно е дека и медиумите и ние издавачите сите кои што сме во овој бизнис едноставно е потребно да меѓу себе соработуваме и сите тие критики без разлика на во кај нас би требало да ни значат подобрување, а со самото тоа и поквалитетна програма, односно поквалитетни песни во мојот случај за публиката. Кога не се занимаваш со музиката, си во војната болница. Каква е поврзаноста со медицината? Или нема Поскоро време почесно ми го поставуваат тоа прашање, најверојатно заради тоа што знаат дека веќе така. дел од 8 септември всушност. 8 септември веќе да не е војна болница. Спонтано, значи верувате сосема спонтано, дури може би во период кога, како што напоменав, барав малку да се тргнам од музиката, во однос на естрата, значи никош апсолутно не се повлекол од музиката, значи работам на нови песни, имам настапи со кои што да речем тој мој музички, односно таа моја љубов кон музиката си ја исполнувам. Меѓутоа се случи да еден период едноставно не сакав по секоја цена да ме има на музиката и по секоја цена да настапувам било каде. А со самото тоа значи го ограничување на финансиските ресурси. Така да едноставно морав да пронајдам дело кој што ајде речем условно дека се пронајде или нешто што можам да го работам и нешто кој што можам да се дадам. А тоа беше болницата од септември, каде што работам како дел од тима за акредитација и стандардизација. Според мене една благородна работа каде што се обидуваме да го зголемиме квалитетот на здравството конкретно во нашата болница на високо. Што повеќе ти исполнува кога си во војната болница или тука нема. Кога снимаш некоја песна? Тука нема прашање. Нема дилема. Се разбира дека музиката е мојата прва љубов и така и ќе остане. Чете, периодов се уште сум 8 септември, но не знам каде ќе ме води животот. Музиката е твојата прва љубов, а што е со љубовта? Љубовта ја има, но не е даден периодот можеби за да интерпретирам нешто најавно конкретно. Ќе избегаш ли од Горештиниве од Скопје? Планираш ли некаде да отидеш? Во месец јуни успев да искористам дел од стариот одмор и малку да го искористам и за работа на својата промоција на Sunshine. Вториот дел од одморот да го користам веќе во август и токму денеска ќе се договараме со друштвото каде ќе избегаме од Горештиниве. Така да јули некако ќе ми помине работно, односно ќе морам да се адаптирам на климата во Скопје, но затоа секој викенд го користам да избегаме можеби на водно или пак на некоја од блиските околни планини каде што ќе можеме да спортуваме, нели да се грижиме за нашиот здрав живот, а од друга страна и да избегаме од Горештините. Значи, не знам, претпоставувам дека може да биде негде до Грција или негде во јужниот дел од Балканов и тоа ќе видиме. Август. Ти посакувам убав одмор и ти благодарам што ја прифати поканата да гостуваш. Благодарам и на тебе за малото интервју. Се надам дека гледачите уживаа во интервјуто. Секако дека ужива. Јас се надевам дека песната Sunshine на Даниел Дан и Марга Сол ќе биде вистински хитова лето. Ви благодарам што ме гледавте и ви посакувам пријатен ден.